Добар ден, почитувани, добре дојдовте во отворената попладневна програма на телевизија Нова, наречена Информација, точна и навремена. Оно што сакам да ви го кажам пред да слушнеме кој е хитот за оваа недела, нели воочи големиот христијански празник Великден, ќе ви кажам кои ќе бидат темите на кои што ќе му обитиме или гостите. Ќе имаме навистина интересно попладневно издание на ИТН, затоа што ќе чуеме малку повеќе за музичката приказна на нашиот Александар Тарабунов. Тоа има што да кажа, но верувам дека не често ја раскажувал оваа приказна. Се увидов да дознаам многу нешта за Тарабунов, што е среќа за него, како почнало се сеќаваме ние сите на Идол, како е приказната со Ванчо Тарабунов и Александар Тарабунов, како е тоа татко и син да одат заедно на настапи и уште ред работи. Да, Александар е веќе во студиото па се подсмејува, ама нели ќе ни раскаже тој самиот многу повеќе на оваа тема. А втората тема на која што ќе му обитиме овој 5 април е една нова професија. Тоа оние помладите веројатно многу повеќе знаат за неа, влогери. Дали знаете што се влогери? Марио и Ивона ќе бидат во студиото на телевизија Нова да ни раскажат својата приказна. Тоа си правиш свој YouTube канал, па потоа почнуваш со некакви приказни кои што ги постираш таму, па потоа имаш фанови, па тие ти се јавуваат и ти правиш предизвици и така натаму и така натаму, многу повеќе од Марио и Ивона во студиото на телевизија Нова, но некаде по 15 часот. Сега е ред да започнеме со не со Александар Тарабунов и негова тема, туку со хитот на неделата. Викторија Лоба и незиниот херој, а потоа да ја чуеме и музичката приказна на Тарабунов.
Видовме кој е хитот за оваа недела и коментарот на Тарабунов беше дека му се допаѓа многу песната на Викторија Лоба. Зошто? Па не знам, некако нешто многу поинакво од незе. Многу светски изгледа, јас тој го кажав на мојата промоција и нека продолжи така. Супер е. Здраво, добро ни дојде во Добро, тема нова. Да. И сега вака од аспект на некој кој што со велосипед патуваше од Сити Мол до овде, до телевизијава, да. Како се работите кога втор пат ми се случува и претходно бев нешто гостин во ТВ Нова и дојдов со точак и по втор пат ја утињам каде е телевизија. Да, затоа чекавме. И прашувам луѓе по пат, кај е овде телевизија? Па дечко, ај сврти десно секогаш ми викаат од Бриколаш и вртам десно и не знам, ја терам на кај бивши Ајден таму. Бивши Ајден, да, и пак се слушам за вас, па грешка си, па враќај се и така. И така. Како е со велосипед да си, освен што ќе утнеш телевизија, тоа добро, ама? Јас си го купив сосема спонтано велосипедот. И кога го купував, тој ми вика, дечко, пази што ќе направиш, вика, ова е жива зараза. Значи нема да се симнеш од точак. И како затоплува времето, веќе втора година го имам, како ќе затопли, буквално не се симнам, кај да треба одам со точак, бидејќи Скопје ова е може да се стигне сегде со точак за 5 минути, еве, тука за 15. Стигнав? 15? Да, за 15. Од Сити Мол до тука за 15? Па не за 15, за 20-25 минути. Си ставам слушалки, си слушам добра музика и си возам и многу ми е, така ме релаксира некако, убаво. Ај башка внимаваме на нашата линија. На нашата линија. Да. Ако се сеќаваат сите оние кои што гледаат тогаш Идол, ќе се сетиме нели сите како изгледаше Александар Тарабунов кога излезе пред Таму сум доста послаб некако. Да, и помлад. И помлад, нормално 9 години помина од тогаш. 19 години само таму. И кога ќе ме видат вака пријатели, леле, па ти си бил ваков. Па ти сега ич не личиш. Гитара, тара таму, да. Испеа песна, публиката, односно жирито воодушевено и трга работи. Да, таму не знам, сите викаат, леле, колку добро пееш таму и ја многу грешки ќе си најдам од тој прв мој настап, бидејќи имав многу трема, тогаш некако и бевме како исплашени, леле, не викаат ова жириво е многу демек страшно, а уствари испадна дека се многу фини луѓе и многу приземјени, така да ние деца, кој деца, знаеш, 19 години тогаш. Цел исплашен и тој ми вика, демек, фалш ти е гитарата. Не е фалш гитарата, туку раце ми се тресат мене од трема. Да. И она, знаеш, се бориш да стиснеш акорд. Кој како те пријави? Се пријави самиот? Како одеш Јас бев против тие шоуа многу. Да. Значи, викав, што се тие глупости едно друго и сега, мајка ми бидејќи е секретар на операта, првите кастинзи кога почна да се работуваат со Македонија, првите беа токму во Македонска опера и балет. И мајка ми вика, ајде, вика, сине, гледам, вика, дека почнеш веќе со музика, барем дај пријави се, пробај се, среќа да видиме, знаеш, да те земе некој професионално да се бавиш. Вика, мајке, отидам. И дојдов тука, имаше жири, беа, не знам, Ненат, од Ненат ексклузив, имаше, не знам, Наташа, имаше многу, што денес ми се пријатели. И кај нив помина, она, знаеш, ајде, одиш, добар си, супер си, почнаме тие исто кастинзи во Бугарија и тука од првото тоа појавување во Бугарија се случи на интернет, почнаа луѓето да го постираат тоа, другарите почнаа ми се јавуваат, вика, брат, што се случува тука, сите зборат за тебе, ова, она. Знаеш, секако во сон ми е некако, али ми е едно од најубавите животни искуства, така. Баш и детство тие најубави години, а и плюс тоа се што ми се случуваше таму, стварно беше супер. А ако зборуваме за тоа дека некогаш во животот може да се почувствуваш како вистинска звезда, тоа беше таму за оние кои што нели беа само дело тој, да речеме. Да, таму се кога бевме на тие концерти, кога одевме низ тие вреска, девојчиња. Буквално се случуваше, али тоа е нешто што е, не знам, некако за мене како ние бевме квалитетни, али тоа телевизиски беше напумпано, така. Беше направено уште повеќе за помпа, и тоа после тоа е многу битно што ќе направиш, дали ќе имаш твои песни, дали ќе твориш, дали ќе веруваш ти со целото свое срце тоа ќе го работиш, или тоа ќе ти биде некоја фама која што ќе ти помине после тоа. Да. А како се чувствуваш од тогаш? Многу прекрасно чувство. Леташ готово, летнуваш или? Па не знам, можеби малце сум летнал, али никогаш не сум се однесувал нешто арогантно. Со секој сум муабетел, со секој сум знаел да направам муабет за се и се што.
Така да, не знам, многу убаво, буквално кога идевме низ тие градови, одевме со обезбедување, се собираше премногу публика, премногу автограми, тогаш уште не беше тоа интернетот Толку актуелен. навлезен Добро. толку, да. Имаше, се пишува автограми, сега денес не се пишуваат, сите викаат, може едно селфи да направиме и Селфи, да, селфи и автограм нов, а? Да, баш, селфито е некако нов автограм, да. И потоа што? Не, заврши сето тоа, Потоа, нели? заврши, Умбата имавме заврши. после шоуто неколку месеци концерти Добра. из Бугарија. И мене ми нудеа таму договори да останам во Бугарија, Што? да соработувам со продуценти од, Добра. не знам, од Лондон. Што Али требаше некако да јас пееш? си осеќав како обврска да се вратам тука Добра. и да направам прво нешто во мојата земја, бидејќи тука ми е и најубаво и најубаво се осеќам. Мислиш дека си сгрешил или не? Не мислам воопшто дека сум сгрешил, бидејќи треба да си гледаме, многу имаме, значи, уникатни уметници во Македонија и треба ние полека гледам дека се будиме од тој Од зимски сон, да, и почнуваме и да се дружиме, затоа и ја направив и промоцијава завчера. Пред се за моја душа, за да се собере естрадата, да се дружиме повеќе, да комуницираме, бидејќи од тие комуницирања и вие како новинари ќе договорите и снимање, интервјуа и можеби некои уметници ќе се спојат, ќе направат некаков дует што ќе остане 30-40 години, така. И за секогаш, точно. И многу е битно да си се дружиме, да се комуницираме, егото да го ставиме под нозе. Можно ли е тоа? Можно е, мислам дека Да? е можно. Бидејќи Во едно интервју си рекол дека не се дружат многу. па не, луѓето од до филата. пред некое време Од буквално музичарите, да речеме. до пред некое време ни едва и здраво си кажувавме сите. Мислам си го Зошто? кажувавме, ама она, како си? Браво, како си? Чао. Да. Да, али сега пополека почнуваме да комуницираме некако и да си разменуваме идеи, креативни, тоа е, мислам, тоа е единствената формула за да се крене цела естрада. Да. Како порано, на пример, кога ќе ми текне кај мене дома, јас кога сум растел, доаѓале какви не уметници, значи тоа биле цела трапезариска маса полна, знам ми текнува ја околу масата, па под маса интересно тие сите тие уметници. И ти си попримал едноставно од нивната енергија. Ја кога дојдов во музичко, не знаев што е втор глас да пееш, а ја веќе сум го пеел во подсвеш. Токму тие седенки дома што се случувале, така да. Тоа е, мислам, најбитно, дружењето. Да. Ама не само што ќе излезат еве вакви некои медиумски појавувања, да речеме, туку веројатно ќе може и некакво здружување, не знам, дует, не знам, Па нешто, тоа. критики на, нели, на сметка на Треба, другиот, што е според она мене што треба убаво, само а што да не. треба да твориме, не знаеш публиката кога нешто ќе и се допадне, Да. треба да експериментираме, не да бегаме од нашата од лична нашата, карта, да така. кажам, али да експериментираме. Значи не знаеш што може да им се допадне на публиката. И тоа е тоа. Така е, Тоа да. е клучот за И успех. сега додека вака муабити ме се прашувам, а зашто не народна музика? Зошто поп музика? Кога Па, не живееше, растеше околу трпезариска, Да. по трпезариска, во себе некада бек Да. вокалот на некој друг таму познат наш уметник. Точно, ама во не се некој пееле само народни песни, Така. туку и се пеели и забавни песни на тие седенки. И не знам, некако ми лежи многу народната музика, да знам со мојот татко често пати да си запееме. Значи, го обожаваме Никола Бадев и сакам, уживам во македонската музика. Во иднина, во план ми е да направам нешто со него, како некои преработки на стари македонски песни, тоа да ми остане како споменат. Од него, соработка некаква со него професионална. И сакам исто и да, тоа е исто во иднина, кога малце, нели, кога ќе бидеме во години. Добро. Не кажам дека ќе се откажам од поп музиката, но сега ми е некако фокусот, сакам да направам нешто со поп музиката, значи нешто што ќе остане така квалитетно. И сега добро, дојдовме до мигот кога се врати во Македонија, реши да им кажеш на овие од Лондон не сакам. Решив, да. Да, ќе пеам јас на македонски, Бидејќи не па бев- што и Бидејќи па не што и бев да се исплатен случи. за таа сума што ми На ја предложи вистина? мојот татко, да. Аха. Бидејќи ние предложивме голема сума Добра. и сега ако веќе ризикуваме да не се вратам, значи тоа да се исплати на некој начин. Они Не ја тоа прифатија? не ја прифатија и јас си се вратив во Македонија и воопшто не жалам. Мене ми е тука многу убаво бидејќи гледам дека публиката ме сака,
Има Одлично си настапи, поминуваме на сите настапи низ цела Македонија, пееме и тоа е нешто што секој уметник го сака. Значи тоа е нешто што ме радува. Што ако идам во Лондон и направам нешто, не знам, не си секогаш ќе се осеќам како странец, никогаш нема да се осеќаш како дома. Па добро, сега мобитевме за Рита Ора, за не знам, тоа се веројатно тамошни веќе, нели? Да. Не се веќе. Да. Не се веќе свој на своето или можеби се свој на своето, не знам. Па добро, тие се родени тамо, така? Да. Во Лондон и они си се осеќаат како дома, каде си роден, каде живееш, така и ќе се осеќаш како дома. Али сакам да, значи, да излезам надвор, ама како што кажа, веќе нешто направи дома, па после пласирај се надвор. Добро, се враќаме на дома, се врати дома после Да. идолот во Бугарија и И ја направив првата песна, песната е на англиски. Песната е моја музика. Текстот ми го напиша Јорданка Иванова, таа е девојка од Бугарија, која што е омажена во Крушево, и она го следела целиот тој настан и ми вика, многу сакам да напишам текст, обаче вика не можам на македонски, вика да пишувам и ќе мора да ти напишам на англиски. Ми го испрати текстот, музиката ја напишав за некои сат и пол. Знаеш, кога ќе ти тргне, ја напишав и направивме аранжман кај Дамир и Мери, па снимивме спот со Томато продукција и го памтам како вчера да беше кога се удрив од кранот на Томато продукција. Значи, завршува сцената, јас станувам и се мавам како да сум се залетал у кранот со глава и Бане ми доаѓа, ми вика, Тара, не се секирај. Он не влече, вика, сите, ја вика, пет пати, вика, си ја мудрено у него. И вика, и други имаат. И тоа добро е, ти помина лесно, вика, тоа било со шиење, вика. супер. Со се. И така ќе опамтам првиот спот, да, дека се удрив со глава, па одма дојдоа тука ми става некоја пудра за да можеме да продолжиме со снимање. И продолживте. Продолживме со снимање. Си беше регулар. Да. Супер. Се Супер случуваат, искуство. се случуваат различни незгодни ситуации во текот на снимањето, али ете, по тоа и ќе го памтиш. Така. Добро, и после таа песна што се случи? Ајде, водичка. После таа песна многу возев точек Многу, се и да, затоа да. ми се пие вода. После таа песна ми се случи баш личната карта. Моја, песната Кажи кој те има, со која се појавив на Макфест, мислам дека 2009 беше, се појавив како се викаше таа Што? прв пат која се Дебитант. дебитант. Добро. Како дебитант се појавив и добив втора награда, значи влегов во финалето и добив втора награда со песната. Интересното е што не сакав да ја снимам таа песна. Добро. И сите ми кажат супер и ја некако не знам. Не е таа. Дали е таа. Ќе видиш ми кажат оваа песна ќе ти остане евергрин. Па не знам, ајде викам од твоја уста до Божји уши. И се случи да добијам втора награда и песнава ден денес живее и ја пее од најмало до најстаро. И значи луѓето биле управо кога ми изборувале, значи некогаш треба да послушаш. кога Така е, некој ама ти зборува. никогаш и не треба од прва да донесеш заклучок дека не е нешто за Точно, тебе. треба Така е. да дадеш времето да си покаже точно. Така е, да. И сега се враќаме на татко-син релација. Велиш вака, многу сме пријатели, се повеќе во животот стануваме пријатели и го градиме тој пријателски Како однос. стареам, сваќам дека се повеќе и повеќе управо. Така? Значи, Да. нели, како ние, како помлади, вие што знаете, Што постарите, знаете, вие постарите, ништо добро. не знаете. Али како стареам, сваќам дека за се што ми кажувал бил во право. Добро. Велиш дека многу гласно зборува. Тоа е Да. оно што... Да. Најгласно зборува кога зборува на телефон. И кога бара мрежа, знаеш, кога мисля дека ако излезеш надвор и ако викнеш повеќе, дека појасно ќе те слушна. Тоа се тие постари сваќања. Добро, ама има нешто што те научил тато. Тато те научил да свириш гитара. Да. Тато ти кажал дека треба еден месец барам да слушаш квалитетна музика, а потоа да Точно. исклучиш квалитетната музика, И тогаш да ќе ти седнеш. дојдат сите идеи за Ете, компонирање. така, да. Хајде да идеме со ред. Клавир научив во средното музичко кај Даница Стојанова, професор, која што имаше кабли нерви со мене. И мислам дека не знам како ми издржа таа професорка, али Толку ли беше страшно на клавир? па некојаш доаѓав, не ми се вежбаше, па бев малце така, знаеш, оние средношколски денови бев како малце понемирен. Али научив доста од незе и од незе го научив клавирот. Потоа
гитара, татко ми покажа, значи барехват и сите акорди ми ги покаже и јас си се тргнав на страна на интернет, почнав да си вежбам и научев гитара. Значи свирам два инструменти, имам свирано во средно музичко имавме оддел народни инструменти, па свирев и малку тамбура. Имам дома и тамбура за народни инструменти, имам искомпонирано токму на тамбура една многу интересна тема, така звучи како стара македонска изворна, изворна. И тоа ми е у план, значи оддамна имам контактирано Тавитјан Брадърс и сакам со нив да направиме како да ја направиме како не химна, ама да биде песна за Македонија. Инструментална верзија некоја, така планирате? Како? Инструментална верзија или? А не. Инструментална, значи Тавитјанови да бидат како они инструменталци, јас вокал. И вокал да има. Да, и песната да биде измешано англиско со македонски, за да може да се пласира надвор како проект од Македонија. Тоа ми е нешто замисла што инспирирала тамбурата. Супер. Така да свирам, три инструменти и многу е битно за секој изведувач, за секој пејач да знае да свири инструмент, бидејќи ќе му се отворат полиња. Значи, многу ќе може по-добро да ги интерпретира, да ги вежба песните, зашто секоја песна си бара, значи за добра интерпретација си бара убаво да ја извежбаш, така да многу е битно кога ќе ја исвириш прво на инструмент, да видиш кај си, да ја го најдеш местото. Знаеш како, додека не можев да комуницирам со луѓето кои што еве не гледаат во моментов, нели, имав свој став за тоа што значи да се биде пејач, што значи, нели, или само интерпретатор, што значи да се биде композитор и пејач во исто време и така натаму. Луѓето велат дека некако е повеќе професија или вистински си професионалец, единствено кога и самиот умееш да направиш музика, да направиш аранжман, нели си комплетен тогаш да речеме музичар. Точно, јас го сетив тоа со песната Дал има. До сега имав пишувано само музика, али текст немав напишано никогаш. Се до тој момент кога дојде, мене многу ми влија и времето, например кога е врнежливо, кога е тако. Врнежливо и тмурно, таква. Да, кога е врнежливо, научила ја. Да, знам да се затворам дома и напишав и текст и музика за Дал има. Значи комплетна песна, таа ми е прва комплетна песна што сум ја напишал. И има ли врска во тоа дека тогаш... И кога се заврши со спот, со аранжман, кога се доби цела приказна, бев некако јас и среќен и многу горд што токму ова е од мене излегло од целава приказна, моје дело. И многу сум горд на таа песна, така да многу е битно и луѓето многу посериозно те сваќаат, зашто им ја даваш твојата душа на тацна, на музика, на слушање, да. Така е, да. Она што го кажав со тато и можноста да се научи што значи квалитетна музика. Сега доаѓаме до еден момент што значи само квантитет во музиката, а што значи квалитетна музика. Јас постојано кога слушам музика, значи слушам музика пред 2000-та година. Тоа знам, стара музика. Стара музика, бидејќи тогаш луѓето немале его, твореле онака, баш им излагало баш природното и затоа има толку добра музика денес, во денешно време сме, значи, во минус и од добар филм, и од добра музика, и од буквално добра продукција општо. Имаме се, а немаме ништо, јас така викам. Бидејќи немаме ни добар глумец да кажеш, еве порано ќе речат, леле, тој глумец, тој пејач, леле, ово. Денес тоа го нема. Значи, денес луѓе од деца, поготово нови генерации, све е на Инстаграм, све е на Фејсбук, не знаат муабет да направат, кој сака во било кое време го следи на Инстаграм и нема никаква возбуда, се е некако лажно, некој лажен свет имаме. И затоа кога слушам, кога сакам да компонирам, слушам пред тоа квалитетна музика, да ги слушам Queen, Simply Red, Barry White и Sting, многу други. И мислам дека само од тие уметници, од тоа златно време на музиката, само од тогаш може да се научи нешто. И сега друго све е, значи еве гледате дека 10 светски хита моментално што се хит, се од сите 3 акорда направени 10 песни, така. И све тоа продукцијски напумпано, не звучи природно, нешто да ти израдува онака од срце, нема ништо тако. Кога ќе им кажеш на своите колеги, знаете што да се вратиме на гитари, да се вратиме на свирање во живо, да се вратиме што велат? Па имаме компјутери, секој свири тоа, све таму. Денес има и пејачки, ќе излезе, ќе запее нешто и ќе на шминкач, што викаме.
вокално и ќе стане пејач или пејачка. Тоа е за мене безвезно. За мене пејач е што знае да седне на маса, значи на седенка да си седнете, да земе гитара или клавир, не е битно друг да свири или да му свири и да запее. За мене тоа е вистински пејач. Добро. А што со музикава и продукцијава? Е, Не може да се сменат работите, така? Не може да биде тоа Значи повторно на нешто? morаме и ние продукциски да звучиме, значи Светски. комплетно, да, светски бидејќи публиката што е тука ќе рече ова не чини, ќе си слушаме. Кога било создадено ова? Да, ќе си слушаме нешто друго, така мораме и продукциски да звучиме добро, али и кога ќе излеземе во живо, тоа да се исвири како што треба, да се испее како што треба и да ги убедиме луѓето дека навистина сме тоа што сме, а не сме нешто Само лажно, нашминкано да. на во компјутер. Колку Тарабунов како презиме ти помогна или одмогна во светот на музиката? Си рекол на едно место сите вика, иве го синот на Да, прво почна тоа, Тарабунов, ти на ама и тоа е добар. ти Така на некако. Ванчо синот, а ти татко ти браво, почна тоа. Добро. На почетокот, али сега некако не знам, ја многу ми помогна презимето, бидејќи луѓето се навикнати тоа што им е слушнато, тоа што им е познато, тоа што го гледаат и сега ја ако сум квалитетен да го поддржа, така. Така. И полека некако си се одвоив од тоа, значи татко ми е препознатлив по неговите народни песни, јас сум си препознатлив по тоа ја што го По правам. своите попроби, И да. сега за сега ми е одлично и одиме се понагоре и понагоре. Како е да се биде дел од македонската опера и балет? Многу прекрасно, искрено. Да? Да. Мислам дека е единствена работа што некогаш би ја работел плюс освен кариерава, бидејќи не ми представува никаков замор, напротив, тренинг на гласот, бидејќи имаме секојдневно распејување, а тоа е гласот е исто мускул што што треба да се вежба, бидејќи со текот на годините се спушта, мислам се затвара и од горе и од доле. Доколку не го вежбаш, јас тоа дома не можеш секојдневно да го правиш да се распеваш по 15-20 минути, а овде ми е работна обврска, така да обкружен сум со голем број уметници од секаков жанр и од секаков ранг. Тие луѓе се инспиративни во секој поглед, дружелюбиви уметници, како уметници, и многу не убаво да ти кажам, многу не убаво. Како втуртенор во Тајно моја, беше едно одлично искуство и тогаш си го кажала на во интервјуто, леле колку им е убаво на актерите, како знаат да се забавуваат. Да, Тајно моја ми знаат. беше едно ново искуство, да, значи, прво моје искуство да глумам и да пеам во мюзикал. Бев повикан од луѓето во опера и балет да бидам главна улога и тоа ми беше прва работа, голема чест, бидејќи тоа е посветено на нашата најголема звезда Тоше Проевски. И целата екипа со тие актери, како Тони Михајловски, Игор Џамбазов, Весна Беби, Арна Шијак, Дејан Лилик. И првото дружење со тие луѓе, значи е нешто што не ми се случило до сега. И искуство плюс, мислам дека многу научив тие денови, колку 2 месеци мислам дека бевме. Секојдневно имавме проби и некако детски навлеговме сите во мюзиклот, мислам детски кажувам, она со целото свое срце, со цела љубов да направиме нешто што стварно ќе држи вода на некој начин. И мислам дека го постигнавме, публиката, значи Одлично луѓе, реагираше. да, има и ден денес со луѓе што ми приоѓаат на улица и ми кажат браво за Тајно моја, многу добро. И мислам дека и јас со глумата, со оглед на тоа што дека само во основно оделение имам глумено зајак во прво оделение. На некоја природна, училишна природна. Баш зајак. Приредба, да, зајак, Добро. нешто така. Бев Зајче. одгоре имав, Добро. како не знам, Ушиња. гранки, демек се крие зајак, Аха, нешто добро. така. И Ова беше второ искуство. ова беше втора глумачко искуство и јас некако си го правев тоа природно. Значи, како читам текстот, малце сега, мора да признам, Така. се внесува во ликот, али овие актери токму ми придоа и ми кажа браво, го имаш тоа, вика, само терај го така природно Да. и мислам дека ќе биде супер. Значи, за ликот тоа ти треба природно, нема потреба уопште да глумиш, а дарбата ја имаш, вика, држиш таа тензија, тоа е добро, значи вниманието. Да го држиш на себе. Многу научивме многу вежби за дикција, бидејќи актерите ја имаат многу повеќе од нас таа дикција. Они постојано Ја треба вежбаат или да, ги прават тие вежби. вежбаат, да. Многу вежби за дикција што ми помагаат и ден денес пред големи настапи ги правам тие вежби.
и многу ми е полесно, нормално и за пеење и за говорење, така да тоа ми е едно Како се исто- дружат актирите? Тоа ме Како интересува. се Како дружат? се дружат, да. Многу подобро од нас, многу подобро од нас. Многу се поотворени, многу повеќе смешки кажуваат, повеќе вицови и многу е пријатно да си во друштво на актерите. Така да се надевам дека и ние полека идеме натаму. Да. Да почнеме да се дружиме така. Така никако беше и имаше убава дружба и на Прекрасно. промоцијата. Значи промоцијава искрено ја организирав некои 2 недели. Добро. И онако Може ли викам- пред да ни кажеш како било се? Да ние се подсетиме на нешто твое старо, Ајде, па после зборуваме за промоцијата и Ајде, за баш, планови, да, и ќе продолжиме, ја се извинувам, да. Ајде. Одиме со нешто старо од Александар Тарабунов, па продолжуваме со разговорот. Look at me now. Find me there in the crowd, whispering love. I feel there's no doubt that you've got a kiss of my heart. After all is clear now, let me take my word. But I can't feel the ground. My hope is broken sound. So come and save me now from the demons all around. Love can be a prison for sorrow and empty hearts. But can you tell me a reason why I should stop falling in love? The sky can be higher if I could spread my wings. 'Cause with you I feel my fire. In your arms I feel released. Come here by my side. Find me there in the crowd. I'm calling your heart, doing my part. Just leave the world aside. No one can reach us when you hold me tight. No one can stop us to win the final fight. There could be no fear inside in our hearts. Our fortune is near. Love can be a prison for sorrow and empty hearts. But can you tell me a reason why I should stop falling in love? The sky can be higher if I could spread my wings. 'Cause with you I feel my fire. In your arms I feel released. Whoa,
Супер, видовме како изгледал Тарабунов барем на 19 години. Ама и добро е ова сето. Или? Па да, Имаш добар. забелешки с тега од овој аспект кога го погледнав? Не. Одличен проект беше таа песна релист. Така да, се интересно ми е ова како се гледам колку сме биле малечки. Али тоа е таа. Се со години како си идат, се помал... Мислам, кога ќе се видиме, ќе си видиме малечки. Така е. Велиш може да имате се, ама ако немате со кого да го споделите, се е џабе. Треба да знаеме да уживаме во малите работи. Токму Тоа така, може да јас го уживам. научиме или тоа е од дома. Па, мислам дека, значи, човековото око е ненаситно, така знам. Сега тебе да ти дадат, ќе ти давам прост пример, да ти дадат, значи, во некоја најдобра зграда во Дубај, да ти дадат твој стан, Добро. да ти речат откажи се од сите пријатели што ги сакаш. Може би за момент не зборам за тебе. Добро. Може би некој ќе рече да, ќе се откажам од откажувам, пријателите нови и ќе што создадам правиш? таму. И стигаш во станот, значи огромен Дубај. во Дубај. И прв ден си сам. И леле, ти си фасциниран колку ти е тебе убаво. Па не знам, вториот ден ќе изедеш на тераса, леле, колку убав поглед има. Океан, поглед, па ти носат храна, не знам, А баш кај ракови. храна ти носат така? И храна со слуги, со се, да значи знам ти што си треба да крала, се немаш мислува. никој. Добро. И ти веќе 10-тиот ден ќе, значи од се ќе се заситиш, Добро. буквално, и ти ќе паднеш во депресија, бидејќи немаш никој што го сакаш. Од сите си се откажала. Тога сваќаме дека Не е најбитните се во работи, тоа. најбитните работи имаме се се. пријателите. Малите работи што подсвесно, значи не гледаме дека не прават срекни, значи кога ќе ги изгубиме сваќаме колку уствари тие мали работи се големи. И затоа јас знам да си уживам во малите работи и така мислам дека ќе си останам до крајот на животот, бидејќи сега за сега се осеќам како среќен човек со сите тие пријатели околу мене и луѓе што ми се не би драги. гласале за стан во Дубај. Не, Па и ја кралски некој апартман. радо би земал. Радо би земал стан во Дубај, али да не се откажам Да од не се моите драги откажам од луѓе, никого. да. Заедно со мене таму во станот. Така? Заедно И идеме, дружба. заедно идеме во Дубај, уживам. Така некако беше и дружбата на промоцијата? Не беше како во Дубај, али беше... Ама дружбата беше убава. Да, промоцијата помина, мислам, да ја планирав, така немаше да испадне. Да им се заблагодарам на Хотел Парк што ни го пружија тоа убаво место, ресторанот Фор, на винарија Сковин, што ги угости сите гости. На кого заборив да се на синьори што ме облекоа така да изгледам Така, убаво. како што изгледам, добро. И да им се заблагодарам на новинарите и на сите колеги кои што дојдоа да ме поддржат во тоа што го правам. И добро промоцијата, зашто има, знае, се случуваат некој така, кога идеме на промоција, некојаш да им е на новинарите како досадно, па ајде побрзо да побрзо да помине, помине, кај добро. никого не видов некој да е нервозен, да едва и чека да заврши, туку напротив, сите сака што повеќе да трае вечерта, бидејќи беше многу убаво, исполнето со многу дружење, многу забава, многу смеа. И на крај кулминираше кога сите во ресторанот Фор седнавме на клавирот, тоест седна Роберт Билбилов и Гаро Тавидјан. И јас, Тамара, Тијана, Викторија Лоба и уште многу други почнавме да пееме песни, буквално секакви, од постари македонски песни до понови, па нешто странско, па луѓето што беа исто околу нас и тие се веселеа и пееа со нас и после тоа продолжи до доцните часови. После отидовме сите од промоцијата, отидовме во Дебар Мало, во еден Дружба. кафич, па тука се дружевме и Добро. сето тоа заврши во студиото на Гаро Тавидјан, каде што продолживме да пееме. пеете? Да пееме, да. Па браво. Да. И Требало тоа, некој да го сними сето тоа. Имаше некој таков или не? па имаше нешто што се сними во ресторанот. да. Во ресторанот додека беше промоцијата, се снимаше, да, тоа, али после тоа немаше кој да снима, сите си уживам. Зошто песната бидна што бидна, а по некое време спот? Па песната цело време од кога извадивме, планирав ја уште летоска да снимам спот, па знаеш, почнаа тие одмори, уствари не знам, толку 7 месеци е песната излезена, негде август мислам, така.
и одмори уште, па оставивме, ајде викам да помине време, па се фокусирав на некои други работи, знаеш, кога си мозокот кога ти е на разни страни, не можеш да се фокусираш на една. И се дури не се слушнав со Роберт да се видиме, да направиме нова песна за летово. И он ми вика, Тара, чекај, вика, дај, вика, песна е веќе хит по радиостаниците, дај да ја заокружиме како цела приказна со спот. И ми збореше така едно добри 40 минути и јас го послушав и сега се фокусирав да направам спот, да направам промоција и го направив таа. Да. И како рекле дека изгледаш како Ванчо Тарабунов во млади години? Така? Не знам. Не знам. Такви беа коментарите, Да. затоа што Добро, спотот татко е ми во имаше некоја- црна коза на времето, во овде некое имам друго некоја време. плава таква. Тоа е перика. И многу сакаме да биде весел, како што е весела песната, сакаме и да биде весел спотот. Прво сакаме да биде во три времења, да биде во 50-тите, во 80-тите и во наше време. Али на крај се решиме да остане само во 50-тите. Значи твист, кога биле, знаеш, кога ќе пуштиш на YouTube, викам, види ги луѓе како сите Сите да биле на танцување, на дрога да биле, сите играат, знаеш. Добро. Буквално, значи, викам, кое лудило било ова во 50-тите, дај да го ставиме и тоа и во спот кај Залуцам по тебе. И мислам дека го постигнавме тоа благодарение на, значи имаше луѓе и од балетот, имаше луѓе и од спортот, во многу статисти, многу, да ги кажам, они беа на некој начин актери во спотот. Бидејќи сите до еден колку беа 30, како? Нема. Имиња ке кажеме или? Па беше спортиската Едина Муса, Серџио Спасов, фитнес тренер, Мила балерина е во Македонска опера и балет, Ендру исто од Англија, балетан кој што многу добро се справија со Мила, многу професионално изигра во спотот. Имаше Битрикс, ќе ги споменам, кои што луѓе кои што играат хип-хоп, па тука значи навлегоа скроз во твистот и они сами се зачудија, викаат човек, вика, не, да ни кажуваш дека ние ќе играме вака твист, вика, али ги победи песната, целата атмосфера ни беше на некој начин и таму дружење. А кој беше режисер? Режисерот беше, ќе заборавив да кажам тоа, најбитно, режисерот беше Зоран Зонде Стојановски, кој што е исто така, ќе кажам, исто ми е другар, многу го ценам, паметен човек, си ја знае работата и не знам кого заборавив. Билов е исто на клавир со Шешир, он е продуцент на песната, музика, текст, аранжман. Имаше други мои колеги, јас да, Мики другар ми на гитара, Бобан и Марко на бубањ. Ние сме, значи, приказната е правиме и на некој начин игранка во спотот. Игранка. Игранка, значи тие игранки После курсот на игранка. Така, на игранка ние сме бендот свири и тука луѓето ги фаќа тоа лудило твист. И сите играат. Тоа е фактички спотот. Да. Пред да го погледнеме, ќе го погледнеме како за окружување на овој разговор, ама уште некое прашање до Тара. Значи, еве сега видно што бидна промоцијата, така. Да. Прво каде за Великден, затоа што ни доаѓа еден од најголемите празници, тоа ми е прво прашање, а второ прашање што е следно? Што е следно? Она како приказна што му го раскажа на Роберт. За Великден нешто се организираме, дали да одиме во Охрид, дали да одиме во Дојран со пријатели. Нема работно да биде тоа? Нема да биде работно. Великден мислам дека треба да се помине баш така у релаксирана атмосфера, да, релаксирана атмосфера со тие кршења на јајце со сите обичаи, бидејќи ни е наш најголем празник христијански. И мислам дека Скопје ќе биде празно и не би останал во Скопје, зашто сите гледаат некако врзан викенд, сите гледаат да отидат некаде, така да и ја изгледа ќе идам во Дојран. Со пријатели, така, опуштена атмосфера. Во ничија викендица, во ничија куќа? Да, во викендица, да. Да, супер. Што е следно? Следно е да спремиме, значи, еве, пред летово, се планира, али треба Роберт знае? Да, знае. Добро. Треба да се фокусираме, само тоа ни треба. Значи, ние, на нас уметниците ни треба да се фокусираме. Сега ова го правам, така? Добро. Не ова, туку сега ова го правам и се фокусираме и го правиме тоа како што треба. Да извадиме нов летен хит, песна, се надевам дека ќе биде и со спот, али пред тоа ќе биде пуштена по радиостаници. Тоа летна песна, нешто позитивно, ќе видиме, ни треба време сега за креирање. Добро.
Не знам дали никој до сега не сум слушнала дека отворил се уште замислената твоја идеја морски ресторан, Да. каде што ќе биде и твоето пианино и каде што ќе се собираат како на промоцијата сите околу Тоа пианиното ми е голема желба, Добро. али Па и да отворат морски ресторан, нема да има пианино и нема да има такви не, луѓе мора кои што ако отворам ресторан, Не, велам и некој да отвори ресторан во меѓувреме, нема пианино и нема ама да има и да стави пианино нема да биде како кај мене што ќе биде. така посебно е Да, тоа да, пианино. сакам да биде целиот ресторан со гитари, значи да има преку 20 гитари, за тоа да биде збирно место на уметниците, кој како ќе дојде да може у секој момент да си земе гитара да засвири. Имам пианино кое што ќе го однесам, значи све ми е испланирано, да не кажувам идеи, може некој да ми ја украде. Добро. Е, А така. кој ќе готви? Пошто Кој ќе знаме готви? добро На готвиш. почетокот, зашто вика една година мачно е, нели, Добро. доека застанеш на нозе, ќе помагам и јас во кујна бидејќи одлично готвам, нескромно ќе кажам. Знам јас. Да, Искусив. и после тоа ќе готвам само мене кога ќе ми биде мерак да сготвам. Браво. Ќе си вработам, значи готвачи ќе им кажувам како тоа да го декорираат, да го готват. До таму оди До тоа? таму сакам да бидам уникатен, да нема никој ресторан како мене што прави, бидејќи ќе кажам имам дарба и за цртање. И затоа и таа дарба ги декорирам така уникатно и во моментот ми текнува како да го издекорирам Сега додека јадењето. те слушам, ми тикнува на некој наш И некогаш готвач. моите ќе ми кажат, аман бе човек, ти ќе јадеш или ќе се занесуваш тука? Значи ти гледаш да црташ тука, вика не да се најадеш ко човек, зашто јас така ќе си направам јадење, Црткам. па си го декорирам, си го правам да се осеќам како секој ден кога јадам како у ресторан. Па си пуштам музика, па Посебна музика за посебно јадење. баш така. Баш така. Кога јадам риба, на пример, ќе си пуштам нешто хрватско, па ќе си седнам на тераса тука. А башка и така некако инспирацијата доаѓа. Така Па некако да. Добро. Дали има Значи, песната ми мурно дојде време? од инспирација од песна од Оливер Драгојевич и Стјепан Хаузер, Ноктурно. И почнав, седнав на клавир, значи некоја песна ми Инспирација ми до- дала енергија да седнам на клавир да направам нешто друго. И затоа што ние немаме море, ама си го замислуваш. Си го замислуваш Па си го морето замислуваш, нормално. Да, добра Нормално. фантазија и се ми замислуваш Точно, море. точно. А башка во морскиот ресторан треба да има да се готви се што се готви низ цела Европа, така Точно, некако е да, замислено. да. Да има, значи секој специјалитет од цела Европа да биде во мојот ресторан. Сега тоа ми е замисла. Што велат И мамитата некоја по ако ја дома? украде оваа замисла ќе го тужа. Авторски права. Авторски права ќе си барам. Емисијава запишете ми ја, значи пратете ми ја на мејл да си ја имам. Да. Зашто некој ако отвори ќе му речам, појли дечко, што е ова? Да, што е, ова е моја Знаеш ли ја идеја. кога го зборев? После летниот хит ќе дојде И есента, сега, ќе дојде јавно зима. да кажам, бидејќи сега за сега немам толку пари да уложам од таква Добро. замисла. Некој ако има? Некој ако има пари, Ето нека ме викне и ќе ја реализираме. Ама идејата. секако што сакаш ти, така никако. Да, по моја идеме, Да, значи да, тука црно на бело си се договараме по мои правила, ти инвестираш, Ја готвам. и ја И ја уредувам. готвам и кажувам како ќе биде. да. И тоа со сигурност ќе успее, да знаете. По летниот хит, што ќе го направите со Билбилов, така? Да. Ќе дојде есен, па зима и се така поред. Што е некаква цел за потака? Потака. Понатаму, да. Моја цел е да направам песни кои што ќе останат нормално, кои што ќе бидат хит. Полека гледаме дека тоа успешно ни оди и здравје Боже концерт кога ќе имаме доволно хитови да направам соло концерт. Супер. Тоа е тоа. Благодарам за И раскажување. не само еден концерт, многу концерти. Да, супер. Благодарам за искреноста и за раскажување на дел од твојата Ти музичка благодарам и на тебе, мора да те пофалам дека си не да кажам една од најдобрите водителки, туку и најдобра водителка, многу професионално си ја водиш работата и нонстоп те гледам, многу си така одмерена, многу пазиш што ќе кажеш, многу си професионална. Благодарам, Дара. Не беше договорено. Не беше да знаеш, да знаеш дека не беше. Сега ти во моја улога ќе си го најавиш новиот спот. Уживајте во новиот спот од 50-тите и подсетете се како вашите татковци, мајки имале убава младост и како шизеле во постаро време и вашите баби, тоест, бидејќи така од 50-тите. Нема да се вратам и нема да ти кажам, те молам, оди си, лудо,
trčam jaz po tebe, te molim zastani. Luda li si ili malko zbuneta, lud sam po tebe, ne možem da zaspijam. Lud sam po tebe, totalno lud po tebe. Lud sam po tebe, aj malko lud na tebe. Luda li si ili malko zbuneta, lud sam po tebe, ne možem da zaspijam. Lud sam po tebe, totalno lud po tebe. Lud sam po tebe, aj malko lud na tebe. Nema da se vratam i nema da ti kažem, te molim, odi si. Ludo po vreme, da trčam jaz po tebe, te molim, zastani. Luda li si ili malko zbuneta, lud sam po tebe, ne možem da zaspijam. Lud sam po tebe, totalno lud po tebe. Lud sam po tebe, aj malko lud po tebe. Luda li si ili malko zbuneta, lud sam po tebe, ne možem da zaspijam. Lud sam po tebe, totalno lud po tebe. Lud sam po tebe, aj malko lud po tebe. Luda li si ili malko zbuneta, lud sam po tebe, ne možem da zaspijam. Lud sam po tebe, totalno lud po tebe. Lud sam po tebe, aj malko lud na tebe. Luda li si ili malko zbuneta, lud sam po tebe, ne možem da zaspijam. Lud sam po tebe, totalno lud po tebe. Lud sam po tebe, aj malko lud na tebe. Lud sam po tebe, aj malko lud po tebe. Sky Music ви ја најавува најголемата забава во Скопје оваа сезона. Спектакуларен концерт на Тропико Бенд. Ako ti je do mene, 28 април VIP Арена 21 часот. još je ova krvo Влезниците се веќе во продажба преку купи карти за се. srcu mom. Тропико Бенд. Отворената попладневна програма продолжува натаму, го видовме хитот на Тара и одличното издание, нели, во Ново Руво Тара во 50-ти години, твист и така натаму, се убаво на игранка. А сега ќе се посветиме малку на предстојниот празник. Домакинките денеска пред зори ги вапсаа првите 3 црвени јајца. Едното е за Господ, велат, едното е за куќата, а едното е за плодност. По нивите да има се што ќе се насади, да роди, да има плод. Нашиот следен прилог всушност се однесува токму на символиката на црвеното јајце. Имаме време.
во сиот христијански свет. Вапсањето започнува денеска на Велики четврток. Домаќинките рано наутро пред изгревањето на сонцето ги бојадисуваат првите 3 црвени великденски јајца. Оваа црковна традиција се практикувала уште во времето на светите апостоли, Христовите ученици и нивните наследници. Великденското јајце црквата го прифатила во својата традиција и практика како символ на Христовото воскресение. Првите христијани и современици на апостолите почнале да вапцуваат јајца и да ги подаруваат на Великден, поздравувајќи се со радосниот поздрав Христос воскресе. На тоа поздравувале вистина воскресе. Така поздравувајќи се, првиот ја соопштува веста за Христовото воскресение, додека вториот ја потврдува, всушност и двајцата ја исповедуваат својата вера во воскресението. Оваа практика и до ден денес е запазена во светото православие, па верниците со овој поздрав се поздравуваат се до вознесението Христово Спасовден. Црвената боја има символика на победа. Нејзиното значење на овој голем христијански празник е дека Господ Исус Христос со своето воскресение ја победил смртта. Црвената боја ја представува Божјата сила и моќ, а воедно ја символизира и Христовата крв, која Исус ја пролеал на крстот за спасение на сите луѓе на земјава. Бојата на јајцето не подсетува и на крвта и Христова и на спасението. Православните христијани на Великден, подарувајќи си црвено јајце еден на друг или кршејќи се со него, всушност го символизираат Христовото воскресение и нашето спасение, победата над смртта, смрт на смртта. Затоа овој обичај е израз на вера во Христовото воскресение и вера во воскресение на мртвите. Тоа е надежта во спасението и идниот живот.
Да, Марио и Ивуна сте веќе во студиото на телевизија Нова. Ви реков дека ќе зборуваме за тоа што значи да се биде влогер или како тоа се создава YouTube канал. Веројатно е тоа лесно за генерациите кои што нели се како нив на возраст, но за нас нешто повозрастните не е баш така едноставно. Но нели сите ние имаме деца, па знаеме како тоа изгледа кога вау се прави кога ќе се види некое ново видео токму на некоја тема нели од животот воопшто. Додека се подготвувавме за ова отворена попладневна програма, нели, со збор два што како, јас сакам да почнам од почетоците, а почетоците немаат врска со YouTube. Да се договориме, туку имаат врска со музика. И супер, денеска направивме една музичко-влогерска емисија. Да, здраво, добро ни дојдовте. Ви благодарам, подобро ве најдовме и ви благодарам на поканата. Благодарам на поканата. И сега супер ова, Марио, како беше ова со вапцувањето јајца и со... Да, зборував една анекдота што се случи со Бајлева, пошто бев на факултет пред овде да дојдам. Читавме некакви статуси и коментари кои ги објавуваат жениве пред Великден во групата која постои на Facebook. Не сум член, меѓутоа една моја колешка ми го прочита и беше многу интересно затоа што се запрашуваат самите дали е добро да се пере талишта во однос во очи Великден, па едната се советувала со нејзиниот духовник, тој рекол дека Господ нема ништо против хигиена и машините. Така да, беше многу смешно, мислам, малку лунчињето се помеша, мислам, верата отиде предалеку и луѓе почна да ја гледат многу сериозно зашто и не е наменето. Да, а ќе биде ова дел од некое следно видео? Да речеме? Па не верувам, затоа што на YouTube постојат одредени правила кои мислам дека ние малце сакаме да имаме публика од секоја една луѓе кои не следат се не само христијани и не слават Велик, така да не сакаме да се оградуваме. Добре дојдени се сите на нашиот канал и не сакаме да потенцираме Великден ли е, не ли е. Им го честитаме на сите нели што го слават, но ете и им посакуваме убав ден на оние кои не го слават. Великден ми е мојот омилен празник и штета што ова Великден нема да видам со моите најблиски, ќе одам на снимање едно на емисија во која што нели годинава учествувам, но го сакам и го поштувам Великден, но нели не сите слават, не сите веруваат, така да нема потреба да се оградуваме, да не се повторувам. Така да, тоа и јас им го честитам празникот. Музиката никако ве спои, така. Па да, музиката имавме околу 12, 13, 14 години, не можам ни точно да се прерачунаме затоа што лажевме за да можеме да се надпреваруваме. Требаше одредена возраст и наистина не можеме да се навратиме баш конкретно. Меѓутоа тркнавме прв пат на македонскиот идол кој се емитуваше многу одамна и за жал никогаш повеќе. Таму се запознавме, бевме и двајцата од Куманово, се знаевме од претходно, не се сакавме воопшто, бевме некако ривалски настроени, се чувствувавме некаква конкуренција и некаква не можам да кажам омраза, меѓутоа антипатичност. До одреден момент потоа отидовме на едно друго надпреварувачко музичко шоу каде што не ставија во група и во на мене и уште еден наш пријател Мартинијан да го представуваме Куманово, тоа се емитуваше на националната наша телевизија, нели МРТВ. И таму всушност се здруживме, оти моравме да се бориме за градот и освоивме трето место на тоа шоу, што беше супер за нас, едно големо искуство и од тогаш не престанавме до ден денеска да се дружиме и тука настани тој YouTube канал и многу наши успеси и падови, така да. Застани. Зошто не се сакавте? Леле, не знам, тоа е валјда вообичаено во Куманово, не малку сме трсени народ. Не, јас велам не сме се сакале затоа што јас сум лав, а тој е Шкорпија. Да, ние многу веруваме во астрологија. Да, и првиот спој помеѓу лав и Шкорпија е таков, но подоцна кога ќе запознаеш запознат? Да, дефинитивно сега не би кога лавот ќе се ги запостави егото и сите останати работи кои не се баш тако практични во секој невијето и тогаш ќе може да комуницира со Шкорпијата. Ќе треба нов YouTube канал. Навикната е веќе. Ја често кога ќе се налутам на шала, ќе си одам. Ќе остане само Марио. Само Марио само од канал. Да. Се зезаме на себе симпатично. Како беше во МРТ кога се боревте за Куманово? Прекрасно искуство, не споја така, нели, спонтано не споја, мене Мартинијан и Марио, секој си имаше, нели, своји песни, секој си го негуваше својот стил кој што го, нели, го пее.
се дружевме, многу дружби, Многу убаво, многу да. убави, Не многу помеше и убави со други спомени. градови, всушност Да. се снима неколку емисии поред. И така беше многу интересно и многу нели нови познанства, просто пријателства кои стануваат за цел И живот. ден денеска се Да. тука Да. и всушност и најубавите моменти заеднички со излегувања, со прошетки, со нели сите авантури ги имаме таму преку сите наши песни, преку тој Да, проект. така е. Тој не спои, ете, сега не одржува заедно. Сега идеме Супер. поединечно, но се поддржуваме кога Да. се надпреваруваме заедно. Ивона Годинава е на Звездите на Грант. Јас Да. многу се радувам на незините успеси таму. Јас пред една година учествував на бугарскиот X Factor и стигнав многу далеку. И она исто така беше горда на мене и навистина сме поддршка еден на друг и затоа веројатно вака добро функционираме и стекнуваме многу публика за многу брзо време од и нашата енергија која емитуваме, дали тоа ќе биде на нашиот YouTube канал или на телевизија која ќе се појавиме да пееме, веројатно позитивно влијае кај луѓето и на доживува. Знаеш, не сум видел човек кој е на нас равнодушен, што е многу позитивно. Без разлика на тоа дали коментарите се лоши или добри, секој реагира. Има И реакција, тоа е тоа е многу, тоа е најбитно. многу добро и ние Да. тоа многу си го сакаме Да, кај нас, затоа да. што тоа беше и нашата цел. Супер, сега ќе прашам Ивона, Марио многу зборува. Ќе му кажеш? Не. Дали е возможно некој да не примети дека збор? Не, навикната сум си јас. Да си тој зборува, ја да се согласам со Ја го представувам нашето двојство. Да, не. Кога моето мислење ќе се нели ограничи од неговото, ќе се тргне, јас си кажувам, вака да не се повторуваме. Така е, да. Тоа е тоа. Не, мојабетот ми е како тргна со музиката, секој одолна. Како Ивона тргна со музиката? После шоуто, после надпреварувањето, нели заврши. Нема пред надпреварувањето, Пред како како? дојде идеја, Како? да. Нели од кога пееш? Од секогаш пееш? Од... Те Се прашав. започна чудно. Спремавме приредба да се опростиме со нашиот учител од 4-то одделение, кој што многу бев приврзана за него и јас бев водителка, вашата улога имав. Спремавме, секој си имаше своја точка. Некој рецитажа, некој глумеше, јас ја водев програмата и имавме нели музичко образование, книга и на последната страна имаше приспивна песна. Ја не и понатаму не знам тонови, значи ја не сум музички, музички немам образование никакво и јас буквално по текстот си направив своја некоја мелодија и нели го завршив програмот. И велам и за крај сакам јас да ви се представам, нели да завршиме приредбата со една моја изведба. Јас си оставив папката од која што читав, си зажмурев со очите, се внесов и приспивната бидна приспивната песна и кога ги отворив очите всушност видов мајка ми беше фрапирана. Некои луѓе плачеа, мајки, татковци, баби, тука беа сите, тоа беше приредба и од тогаш, од тој момент ја се приклучив на хор, мојот учител ме приклучи во хор. Така, хор, па македонски дол, по дома почнав да пеам, а претходно до 4-то одделение ништо, значи никаква нит желба, нит да кажеш дека имам некој талент. Ништо, од тој момент се почна. Добро, јас сигурно сум да слушнала и на сите наши песни кога се бореле за Куманово, но она што мене ми беше фрапантно сега, нели со гласот и ова, не сум ниту јас некој музички образован но како гледач, како нели човек, најголемите критичари се всушност. И да се договориме, не гледам такви шоуа како што се Звезда Гранта, но еве, нели, Звездите на Грант ми пуштија луѓето и навистина е тоа нешто за воодушевување, за вау. Јас не знам како тоа би изгледало кога вие би имале музичка наобразба. Што тоа ќе ви донеса нешто и затоа ве прашав. Што ако се запишеше Ивона на музичка академија? Единствено Ивона немаше сега да бара ало во кој тоналитет пеем, ја пеам песната. Ке знам да си правам своји некои аранжмани на песните кои што нели сега барам помош од луѓе, тогаш ќе знам самата, ќе си седнам и самата ќе си ги навезам, ќе имам валјда повеќе некоја инспирација, но за жал во Македонија со такво образование само до тука ќе застанам. И затоа јас решив на стоматологија. Затоа, да, стоматологија, План Б секогаш мора да постои. Да. Нешто по така инспиративно, нешто по економично, нешто што утре ќе ми донесе повеќе парички,
нели, а музиката од мене Тука не е. може да ја извадат. Само може да ја инспирират и да изнесат од мене, да ја прашавте извадат, да ми ја земат. Не. своите родители дали имало некој во семејството кој што убаво пеел, некој кој што од каде што би можел талент. Тоа е талент невиден сега, добро да не се повторувам, ама Никој од фамилијата не пее, сите се ама големи антиталенти за пеење, огромни антиталенти за музика. Секој како јас се приклучив нели на шоуто, знаат тоа нема да имало енергија нешто, нели си даваат за право, секој си дава за право да си каже. Добро и треба. да. И Да, треба. За добро ваше, за Да. твое веројатно, да. Да, но сите се антиталенти. Неверојатно. Тоа Неверојатно. пак ќе кажам, како што Господ е, никој не. Баш така, да. Марија, твојата приказна? Мојата приказна следи, мојата е пократка од причина што ни сам не знам како све почна, но знам Ќе дека додадам, Марио. како многу мал, имам и слики и видеа дома по касети што снимале, сликале, сум правил представи по дома, облечен као некоја холивудска звезда, ќе се качам на маса или столче, не е битно, ќе дојдат гости, ја ќе излезам и ќе почнам со моите номери една по една, дезодорант со рака и така се замислував како јас еден ден ќе бидам мега гига популарен и дека сите ќе трчат по мене и ќе бидам нов Елвис Пресли. Меѓутоа се случи нели школото, образованието и така натаму, каде што исто така јас пред класот на големите одмори излагав и им држев концерти, некој ми се исмејува, некој ме омаловажува, некој ми се радува, некој ме почитува, некој ми верува. Дојде и моментот кога созреав малце повеќе, сватив дека нештата не се баш така подмачкани, да, и розеви, но не се откажав од тоа и ден денеска јас сонувам да бидам на едно тоа високо ниво во однос на музиката, меѓутоа сватив дека треба да ги чекориме вистинските чекори и се да не се случуваат нештата преку ноќ, оти тоа е само инстант слава која многу брзо поминува. Јас сум ја доживеал во неколку наврати и сум сватил дека ако железото не го ковеме додека е топло, можеме само да им досадиме на луѓето. Сега преку, например, YouTube-от јас се трудам да им го задржам вниманието на луѓето, а при тоа да не им досадам и да можам таа популарност да искористам и во однос на музиката, а популарноста што сум ја стекнал до сега занимавајќи се со музиката, пробав да искористам на YouTube и тоа се некако да направам еден компромис, заедно со Ивона да се споиме и ете, белким две глави се попаметни од една и се надевам дека ќе успееме да бидеме новите представници не само на македонската YouTube сцена, туку и на естрадното небо од Македонија, да чуе цел Балкан за нас, а зошто да не и цел свет еден ден. Да. Докаде далеку не знам, не сме гледале бугарски X Factor, докаде стигна далеку Марија? Стасав до најдобрите 24, што беше за мене голем успех, од причина што имаше многу пријавени, тоа е сепак многу? па илјадници луѓе, ако можам конкретна бројка не знам за да не се расфрлам се со терминологии, но суштински имаше навистина илјадници луѓе пријавено, од кои ете да доеш у првите 24 и да стигнеш до таа последна фаза, односно куќата на судиите, каде што ментор ми беше еден од најпопуларните изведувачи на Балканот, моменталното е Криско, и навистина го доживеав тоа некако, ми беше многу драго што ете и таму луѓе, ја таму бев еден период стварно многу популарен, а не бев ни свесен за таа популарност од причина што... Некако ни тргна со Идол и Тара зборуваше за Идол и он беше на бугарскиот Идол и таму Тара го знаат. Да, ама обезбедување имавте и вие? И имаш обезбедување не, Тара беше во малце под снежните фази на Идол и беше он веќе таму живееше извесно време. Јас за разлика од него не. Јас сите тие емисии ги изнаснимав, пошто тоа се снима и потоа тек се емитува. И јас всушност не ни знаев што се случува. Се емитува и ја гледам дека views на YouTube има, прегледи, коментари, луѓе го пишуваат на мреживе, меѓутоа ништо тоа не можеш да го доловиш со зборови доколку не го доживееш. Кога ја отидов на првата гала на X Factor, јас сватив дека како стасав во Бугарија со автобус, мене ме препозна на шалтер кај се купува карта и реков на Ивона имаше една анекдота со полицајци, многу се озвилни и многу се лоши во Бугарија, уште на автобуската дочекуваат кој да си најголем криминалец на свет. Јас одам, здраво, X Factor, викам,
Hello. Онака се беше знаеш, некако луѓето и ти станува од една страна мило, од една страна напорно, затоа што некогаш ти е непријатно секој да те препозна во секој момент, се качуваш од трамвај сите луѓе вака се вртат. Сега и ти не си свесен за тоа. У Македонија се движиш со години, пак реков 8 години, некаде се појавуваме, учествуваме, па не е ни чудно кога некој ќе ти каже да познат си ми те видов ваму таму или не е битно. Но таму јас прв пат уствари ја посетив Бугарија кога отидов да се пријавам на X Factor. И тоа навистина ми беше убаво доживување, без разлика на тоа што успехот не ми беше не знав каков. Навистина бев забележан, навистина бев забележан, стекнав голема публика и таму и ете можеби у некоја следна прилика би се пријавил пак на тоа шоу затоа што сватив дека е буквално лиценцирано шоу кое стои и ги држи стандардите кои можеме да ги гледаме и во Америка и во Велика Британија, од каде всушност и потекнува самото шоу. Супер. Докаде Ивона во Звездите на Грант? Па сега во сабота тргнувам. Во понеделник официјално снимам трет круг. Добро. 9 април, така да вториот круг се емитуваше на телевизија, сега третиот ќе видиме, јас се спремам пополека, тоест се сум спремна, само чекам да тргнам и многу ми е криво што нема да бидам за Великден, пак ја повторам. Да. Тука во Македонија, ете, Да, просто мора, некои работи мора да ги откажеш за да нешто добиеш. Можеби тој ќе ти дојде се среќа, да не се лажеме. Така е, да. А што е целта? Што е сонот твој во однос на тоа Звездите на Грант? Како, Може ли? се извинувам? Што е целта? Што е сонот? Велам, имаш некоја, не знам, јас ако се прашувам лично, мене не си ми тип за таму, како да кажам, не знам. Добро, тоа малце се промени. Да, сите или имаме се промени изразиште. сега, да. Пред 2 години, кога јас учествував всушност прв пат таму, Добро. не бев за таму, затоа што не знаев што барам, нит кај сум, ни зошто сум, само јас идев. Значи, ете, само да буквално идев, да си пеам јас. Но, откако, после 2 години, директорот, нели, на телевизијата, на шоуто на Грант што е, Саша ги помести границите. Некако сега процентуално сме повеќе застапени, поп музиката повеќе застапена за разлика од народната музика. И се наоѓаш. како имам што да барам таму и како ја знам својата цел, се сремам кон тоа. Што е целта? Тоа ми е мојабот. Сакам просто да влезам во Да Грант. бидеш забележана. Да бидам забележана, пред се да бидам забележана, да оставам некој трак, да не биде само нели само ме имало и после прошинката. Ме снимало. Да. Значи да оставам трак и да влезам во Грант и таму да работам, зашто да не. Таму да работиш? Да. А стоматологијава? За се има време. Значи, иако се одделни, иако се нели различни, може да се склопи. Значи, јас кога ќе го завршам факултетот, Да поправам заби, например, да заедно со поправам пење. заби апсолутно со Ќе ги забавува Да, клиентите, да. зашто да не? 2 во 1, шминката ја сакам 3 во 1. Вчера зборавме со Марио, можеме да имаме некој од страна кој што ќе работи во ординацијата како шминкер или јас. 3 во 1, просто Ти прават забите, шминка, ти пејат, као, аварија се. за пожелети. Добро, и како тргна се во однос на YouTube? Ајде да се вратиме на тоа. Да. Кој беше Марио прво? беше така иницијаторот? чудесно инспириран иницијатор во однос на таа тема, затоа што Марио учествуваше во неколку реални шоу и свати дека тоа е многу актуелна тема моментално и многу популарно нешто. Видеата кои се поставуваат се многу гледани, публиката е жедна за нешто такво во Македонија, и во светот луѓето живеат од тоа. И Марио одлучи, без да ја праша Ивона, да отвори канал под име Ивона и Марио, кој денеска број скоро па 7.000 фанови. Го отворив тој канал и пратив линк и реков, ајде честитки, доаѓај да снимаме видео. Ивона првин беше у фазон јас пред камери да зборувам глупости и да се глупирам у 20 кусур години, намера немам. Викам, слушај ме, многу е добро. Ја навлеков, седнавме пред камера и од тогаш ете и ден денеска не станавме од пред таа камера. Стававме многу актуелни за многу кратко време. Тоа се во прашање се, можам да речем и помалку од 7 месеци, затоа што едно време паузиравме од еден куп обврски приватни. Меѓутоа, за тие 7 месеци ние стигнавме до 7.000 фанови, до скоро 1 милион прегледи на YouTube, што воопшто не е мала бројка, ако се споредува со овие статистики кои владеат во Македонија. Но не може без се уште да се споредиме со оние на Балканот или во светот, затоа што таму е тоа развиено веќе со години наназад. И ете, можеби од една страна беа и наши
наши инспирации у тој момент, зашто можат тие, а не можеме ние у оваа земја. Не мислам као ние, јас и Ивона, него општо луѓе во Македонија на наш јазик. И многу сум среќен што ето учествувавме при развидок на таа YouTube сцена и во овој момент сакам да ги охрабрам сите оние деца кои не гледат, имаат било каква идеја, креативни се на било каков начин, да го споделат тоа со јавноста, дали напишан или во видео формат, да, влогер, јутјубер, што би рекле, што би кажале, ајде да зборуваме по-литературно. Суштински, навистина има многу луѓе кои имаат голема трема, имаат страф од критика, имаат страф од околината, што е и логично, затоа што сигурно ќе налетиш на нешто такво. 90% од повозрастните сметаат дека тоа е обично глупирање, дека од тоа никаква фајде ти немаш, зашто би се снимал, зашто да те гледа цел свет. Повозрастните што ви рекоа по дома? Не се глупирајте. Јас го отворивме каналот. Не, Марио го отвори каналот. Добро, Марио го отвори каналот и ја кажувам медијата првично беше што, зошто, Ивона имаш толку многу обврски, учествуваш на грант, студираш, бла, 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 бла. Што ќе ти е ова? Што ќе ти е ова? Еве, јас им кажав, само вие тргнете се на страна, не ме успорувајте и гледајте. И гледаат. И што? Моментално гледаат. И добро, и како тргнува се во однос на снимањето? Не знам, се тргнува од никаква нешто што... Од идеја. Од идеја? Знаете, морате за таква работа да имате константни идеи и некаква инспирација. Среќа, па реков, веќе постојат многу големи јутјубери во светот, па можеш да им ги крадеш идеите, ајде да речам, не дека ние сме не знам колку автентични во однос на тоа, затоа што ги реализираме истите предизвици, да речам, што ги реализираат скоро па сите јутјубери, но малку ете ги реконструиравме и ги направивме, ги прилагодивме на условите кои ние ги имаме. Ние буквално немаме никаква опрема за снимање, немаме студио, немаме ништо. Снимаме на еден билдзит кој се наоѓа во мојата соба, снимаме со телефон, селфи стик и буквално се трудиме и ламба и се трудиме од тоа да направиме едно налик професионално видео кој ќе привлече внимание. На почетокот тоа одеше поспоро затоа што тоа беа немонтирани видеа, досадни по половина час, не можеш да исечеш блам, не знаеш да исечеш. Со тек на времето се нешто поднаучуваш, се нешто сакаш, апетитите се отвараат и просто само по себе си доаѓа. Денеска тие видеа траат по 10-15 минути, имаат многу поголема гледаност, многу повеќе коментари, повеќе лајкови. Секојдневно на ден ние добиваме од 100 до 200 претплатници или сабскрајбери, што е навистина многу за овие простори и минатиот месец да важевме за еден од каналите што најбрзо раснат, односно прв што најбрзо расте во Македонија со претплатници и бевме многу горди на тоа затоа што и мечтаевме за тоа и денеска не сме ни свесни колку всушност кога некој ќе ни упати позитивна критика, не ја прифаќаме како да е на наша адреса и не ни се верува дека тоа се случува. Деца буквално ни се заблагодаруваат затоа што постоиме и денот им го правиме. Тоа се навистина можеби од една страна клише коментари, од друга страна некој стварно така ги доживува и многу сме среќни поради тоа што се однесува до родителите. Моите родители беа скептични во однос на веќе им беше, мислам, ја ништо не може веќе да ги зачуди од мене. Требаше да се бојадисуваат зидот во бела или не? Не. Се адаптиравме на тоа што имаме, сега сме у план малце да промениме за да имаме шаренило позадина, меѓутоа степ бај степ. Моабетов ми беше дека нив стварно веќе ништо не може да ги зачуди во однос на мене, затоа што ја имав такви небулозни некои испади во текот на животот што прв пат ја кога им соопштив луѓе ја добив понуда за реално шоу одам, они беа фазон не, имав тоаш колку 19 години факултет запиша, не идеш, окей, вие вашиот живот, јас мојот. Откако јас тогаш отидов во реално шоу, откако они 24 часа има можност да ме гледаат пред камери и што зборувам со вакви бубици на мене, да не може да се сокрие ништо, кога се вратив дома сватија дигнаа раце луѓе во јадни, прави што знаеш, само да си жив и здрав. Така да не, јас се трудам да не ги разочарам и се трудам да правам нешто што е позитивно од секој можен аспект. Јас во YouTube навистина не гледам ништо лошо. Жал ми е што тоа не е актуелно кај постарите генерации, и навистина не мора да значи дека ако си постар си попаметен и поискусен, не дека ние солиме некаква памет на YouTube, да не се разбереме погрешно, меѓутоа тоа е навистина занимација, забава, како некој што седнал да гледа емисија, ток шоу, било што, така може да го уклучи нашиот YouTube канал по име Ивона и Марио и да погледне некое наше видео каде што исполнуваме разноразни предизвици и навистина е тоа симпатично и смешно и забавно.
забавно и тоа не го ограничуваме со години, има јутјубери кои имаат по 12 години, просто нивната публика е автоматски само тинејџери или деца помали од нив. Ние се адаптираме нашите години да соодветствуваат или соодветуваат со онаа што ние го работиме, така да не се срамиме од онаа што го работиме. Добро, какви се тоа предизвици? Оние што не гледаат, например, земаме фрижидер имаме. Го отвараме фрижидерот, сите производи гадни или убави, гадни го кажувам ова у момент кога би се помешале. Да. Земаме креми, краставица, млеко, јогурт, ајвар и ставаме у блендер. Го мешаме тоа и го пиеме, например. Ставаме слушалки на уво, пуштаме гласна музика. Ти ми кажува зборови, ја треба да ти ги прочитам од уста. Тука настануваат мал милион грешки кои се пресмешни у ситуација, затоа што тоа е све тензично и тоа е све многу брзо, многу интересно. Разни предизвици, погоди кој сум. Држам лишче на глава или телефон и имам едно напишано име. Ивона ми објаснува по некакви нејзини термини, што, како, ја морам да погодам кој сум. Кажуваме вицеви, најчесто имаме серијал Глупи вицови. Тоа се навистина кратки и глупи вицови, кои всушност предизвикот е да не се насмееш на нив. Буквално еве виц, си одела една баба, заборавила да диши и умрела. И луѓето на тоа се смеат. Али навистина е глупо, навистина нема никаква смисла. Али тоа кога ќе се спои еден серијал, едно кратко видео, 10 минути со, например, 15 такви вица, станува интересно, затоа што у тие моменти... Ја може кога сме ке енергија да прашам нешто, Ивона, кога ти зборуваш на тој YouTube каналот? Ета се трудам. Она кажува на крај ви благодарам што гледавте и пријатно. Не, знаеш, имаме најава, да се кажеме најава. Можда сакате да чуете нашата најава. И здраво на сите, јас сум Марио. Јас сум Ивона. И добре дојдете назад на нашиот YouTube канал. Welcome back. И тоа welcome back е најиритантното нешто што постои на Да, нашиот канал. welcome back е добро дојдовте назад. И толку беше спонтано кога го откривме дека ќе го ставиме во видео. И сега у коментари одоздолу ни пишуваат welcome back, да Баталете го тоа. А ја најиритантно што може welcome back. Као I'm back. Така да зграбува моменти кога сакам да кажам нешто. Чекате малку. Неподелени сме се у видео, имаме концепт у глава што би требало да зборува она што ја мислам, просто имаме интеракција. Сега ние зборуваме со тебе, па сме тројца, па не можеме на ред да доеме. Меѓутоа кога се двајца, просто сам со себе не можам да зборувам, ми треба соговорник, така да Ивона да иначе не би ја земел уопште. Уопште, што ќе ми е лаф Што ќе ми е во живот лаф. А о лафите како треба? Добро се. Кому како? Која е целта освен забава? Да се заработи може од тоа? Да се заработи може, со тоа што Македонија тоа многу запоставено и за сега неуспешно. Може би заработуваат 2 до 3 јутјубери, тоа буквално минимални пари со кои не можеш да живееш ниту 3 дена. Зборувам за нормални услови, не е луксус. Така што ние не заработуваме буквално ништо. Настанува, доаѓаш до една ситуација на популарност, каде што, например, ти се јавуваат разноразни спонзори, брендови, кои ја сватиле поентата на тие инфлуенсери, затоа што луѓе понатаму не се свесни, мене ми е многу жал. Меѓутоа, не се свесни колку тие инфлуенсери имаат влијание врз младите, кои всушност се најголеми потрошувачи денеска, затоа што единствено младите не размислуваат на што фрлаат пари и може лесно да се манипулира со нив. Нашата цел не е тоа, од причина што не би прифатиле да рекламираме нешто што нам првенствено не се свиѓа, оти го губиме, довербата ја губиме што сме стекнале кај публика, да сме стекнувале со месеци, така да од тој аспект можеш да имаш привилегија, да речам. Ги добиваш прв некои производи, но до тој степен и како треба да доеш, можеш многу да работиш, да те дознаат фирми, да те дознаат сајтови, онлайн продажби и такви некои ствари каде што можете да те снабдуваат со разноразна гардароба, шминка и така натаму и на тој начин да ги рекламираш. Освен тоа, нели, сигурно забораве да кажа, искажувањето на гласно и јасно мислење пред камери. Тоа сакав и да прашам, да. Колку е тоа важно, да речеме, кога се млади во прашање, нели, да се кажува гласно и јасно нештото или нештата? Доста важно, затоа што сега во овој 21 век луѓето не се навикнати да зборуваат гласно, кога ќе се појави човек кој што зборува гласно, одма е отфрлен, контроверзен, одма е чуден, одма е невообичаено. Тоа се и така и ние важиме за на YouTube канал, односно Марио Ивона, без влакна на јазик, затоа што зборуваме без табу тема, немаме табу тема. Зошто табу тема? Зашто во 21 век да постои табу тема? А кои се коментарите? Кој ги чита?
некој, како? Сте Ги поделили? читам и двајцата, суштински, јас го водам ајде каналот тој технички дел, па некако сум поимам прегледност, да, во однос на тоа ниво, знам да и пренесам и слуша вакво нешто, такво нешто. Суштински имаме многу малку хейт, што некогаш ме загрижува, некогаш и ме радува, затоа што мора да постојат реакции. Јас се радувам на хейт коментарите од еден аспект, но повеќето се навистина позитивни коментари и во однос на тоа што го спомна одговорноста наша или ајде да речам зборувањето јасно и гласно, знае да представува проблем до еден степен, меѓутоа ние ги почитуваме строго YouTube правилата дека не смее на таа тема да се зборува таква содржина, да се емитува и тоа почитуваме, меѓутоа и како гласно и јасно зборуваме на темите кои се актуелни во општеството. Ако го земеме предвид фактот дека нашата најголема публика се тинејџери, сметам дека тие луѓе во годините кои ги имаат го градат своето мислење. Сметам за себе дека сум соодветен академски граѓанин кој барем има нешто преживеено во животот. Јас не содам памет и не давам некакво знаење, не предавам ништо на тој YouTube, просто моето искуство го споделувам со нив. Начинот на кој јас сум ги решил проблемите го споделувам со нив. Можеби баш тој начин ќе им помогне уште барем еден од нив да го реши нивниот проблем. Моето мислење можеби ќе влијае позитивно на нив, па ќе мислат слично како јас или можеби скроз различно. И тоа е, нели, сосема нормално да ми го напишат во коментар тоа, јас не се согласувам со вас. И тоа ми се допаѓа затоа што имаме постојано некаква интеракција. Кога ќе отвориш YouTube канал, сваќаш дека веќе не си сам, во секој момент имаш со кого да зборуваш. Ние поставуваме ново видео, во рок од 10 минути имаме над 1000 прегледи, имаме многу коментари, ги читаме, ги гледаш дека се вклучуваш у лајвови, директно ти поставуваат прашања. Цело време имаш некаква интеракција, се запознаваш со луѓето кои те следат, тие подобро те запознаваат, а истовремено и сето тоа го нели поентираме со нешто што е позитивно по нив, претпоставувам. Која е темата која што беше најгледана или најлајкувана или за која што имаше најмногу коментари, како се? Евровизија, претпоставувам. Евровизија и едно видео. Добро, тоа не е најзборувано. Добро, али тема, како тема Евровизија. Евровизија. Тоа што јасно и гласно кажавме. Што мислиме за Евровизија? Добро, Општо за Евровизија. не сум го гледала тоа видео, што кажавте? Во првото видео Него, ајде ќе се надорзам што тоа беше моја идеја да го направиме као ја Евровизија. се прикучи. Да, а Ивона се согласи со мене, па седна и пошто некогаш знаеме и одделно да снимаме видеа, во моментот ако немаме потреба да зборуваме двајцата. Суштински Евровизија беше тема на која и како сакавме да дискутираме во однос на тоа како се избра представникот за Евровизија, не само годинава, изминатите неколку години и што всушност ние правиме на таа Евровизија. Дали треба да одиме, дали не треба. Но имаме еден проблем во однос на тоа. Кога ќе кажеш на YouTube јас мислам, Добро. Луѓето те доживуваат како да си национална телевизија која пласира нешто и наметнува. Не, напротив. Јас мислам во името на Марио Арангеловски. И кога мислам јас, ти можеш да се сложиш со мене или да имаш противно мислење. Но не смееш да кажеш не си во право. Зашто не сум во право? Твоето мислење и моето мислење не се исти. Но и јас сум во право и ти си во право. Тука нема Евровизијата не е поим кој има дефиниција, па ние треба тоа е поим кој има дефиниција од аспект да забавно шоу, фестивал кој се одржува на европско ниво, сега веќе не е ни европско учество, е Австралија и поима неам кој, и просто работите се такви. Меѓутоа ние го прокоментиравме овогодинешниот представник во позитивен контекст, но беше протумачено во негативен контекст и дојавме до напади од страна на нивните фанови, што е сосема легитимно, а од причина што јас само сметам дека критиките ги упатив уствари кон националната наша телевизија. И кон начинот на избор. Да, начинот на избор за мене не е реално да се избира представник интерно и да го бираат луѓе кои уствари не се компетентни за музика. Значи, тоа не е прав избор, а се трошат народни пари, се трошат наши пари, и до пред една година требаше да приморани бевме да плаќаме радиодифузна такса, а може и извршители на врата да ни дојдат, за ние да ги плаќаме да плаќаме сметки, за некого да пратиме да не бламира. Јас немам против поединец. Океј, мене да ме пратат на Евровизија, јас да се изрекламирам себе си. Меѓутоа, јас, кога ќе излезам на сцената, не пишува Марио Рангеловски, туку пишува за жал се уште фиром, меѓутоа, сум представник на Македонија. И
јас у тој момент ја представувам државата. Јас имам одговорност кон државата која представувам. Доколку јас сум способен сам да си финансирам проекти, да отидам некаде на европски фестивал, да се представам себе си, никој, буквално никој нема право да ме коментира во било каков контекст. Но додека представам државата, треба народот да учествува при изборот на песна, при изборот на представниците, при изборот на се живо и диво. Ни фали добре фризери, шминкери, стилисти, сценографија, вложени пари на истата таа сценографија, идеме и врстиме в прсти од 2006 па натака. Тоа не се кореографии, тоа се смешки, тоа што имаме добра песна која ќе излезат уживо не знаат да бекнате. Друг проблем, не зборам во однос на IQ се и такако добри. Одличен бенд, вокалот е одличен, ги запознав пред некој време, беше ужасно непријатно кога ги видов во живо после видеото кое го снимивме, но пак ја речам критиката не беше упатена кон нив, туку кон МРТВ, а во однос на самиот избор јас им ја посакувам сета среќа и се надевам дека ете ќе се пласираат многу добро, имаат супер песничка, они се квалитетни како бенд, а мислам дека имаат некоја потајна мисија која ќе ги доведе до финале. Мистериозни се IQ. Јас само би додала тоа Марија што кажа дека нема нели фризери, шминкери, има, но немаат храброст според мене. И не се луѓето толку отворени, да, има некои се цензури, не гол, зошто не гол на сцена, зашто кога си машко, кога имаш, доколку имаш тело, зошто да не? Се беше уметност и вулгарност и тоа. А има средина уметност и вулгарноста и може да најде тенка граница. Па добро сме гледале многу често настапи на секакви звезди кои што сме гледале, зошто да не гледате од нас? Зошто да не? Тоа е тој момент. Добро, и сега ова само ме буни ова со стоматологијава. Значи ништо друго не ме буни. А социологија... Моја социологија нека не те чуди, тоа се познава. Јас се зборам со по навиен. Социолог можеш да бидеш идеален секаде. А зашто да не еден ден сум стоматолог кој што пее и кој што има ординација, друг доктор работи за него. Така, Тоа е веќе бизнисмен. На друга страна сме. Не, убаво е да се учи, нели, да сме академски граѓани, без разлика што она има некаква струка. Јас ја запишав социологијата од причина што тоа е општествена наука која ми нуди знаење од секаква нели област и просто можам социолозите се најчесто критички настроени кон се нешто што се случува во државата. Тоа не секогаш е позитивно, не секогаш е добро, меѓутоа објективното разгледување на нештата е треба многу да се почитува во земјата, затоа што овде сите гледаме субјективно. Ако лупам се, ја и ти да сме многу добри пријатели, ја ќе дојдам во емисија и ти нема да ме прашаш за ништо што е шкакливо. Зашто? Затоа што јас ќе ти се наутам, ќе се навредам, ќе ти ја напуштам емисијата и така натаму. Меѓутоа, доколку ние сме објективни и го прашуваме соговорникот она што народот го сака да го слушне, тогаш и како ќе бидеме оштри, но ќе настане и друг проблем, ќе немаш гости во емисија. Да. Кога сме кај оштрината, зошто тоа Куманово бил, како рече на почетокот? Да, ние сме навикнати да се мразиме. Не, тоа е само почетна фаза, после сме добри, после сме браќа. Апсолутно. Навистина е таков впечатокот на прва? Не, се зезавме малце, мислам, има терсене народ од Куманово, али го има низ цела Македонија сега. Така, да сегде има. Да не ние сме од Куманово, па тоа сме го доживееле на наша кожа, оти сме од таму, да сме од Скопје, веројатно и тука би налетеле на секакви али будали. Суштински, добар сме ние, наред малку сме отидени, али суштински сме добри луѓе. Шалџи сме преценили. Добри луѓе, топли луѓе сме. Денеска малце не поквари оваа модернизација на времето, глобализацијава, не уништи скроз, али сме добар народ, топол народ, шлакнати такви улави, си шеткаме, си одиме, си правиме нешто, се вртиме со просечна плата од 200 евра, си се шуњаме, никој не го брига за ништо. А толку не ни е добро, а толку сакаме промени, а толку си тапкаме. А толку не сме спремни да ги доживееме тие промени. Да, не сме спремни за промени. Снима Емил тамо. Кажам на Емил да ве снима, ова е ново видео. Јасмин, инако, Јасмин. А Јасмин, пардон, ја неколку пати Емил, па Емил. Така го чув, добро. Добро, ви благодарам за присуството и јасно ми е сега зашто некој нема влакна на јазикот, некој друг се придружува само кон тоа немањето влакна на јазикот, ама тоа е добро. Нели заедно го менуваме општеството, иначе ништо од менувањето. Така. Ви посакувам многу повеќе лајкови, многу повеќе прегледи, така. Се она што нели сте го посакувате и посакувам и музичката некако да ја терате кариера. Ќе биде се, па нешто ти благодарам на поканата пред се, на убавото гостопримство
гостопримство и еве апелирам до сите ваши гледачи да го посетат нашиот YouTube канал доколку се уште не сте, да се претплатат, тотално бесплатно е и ете да сигурно ве очекуваат добра забава и уште еднаш ти благодарам и ти посакувам многу успешни емисии понатаму и посакувам и оваа телевизија да блесне во полн сјај. Супер. И за крај може Благодарам за некој уште еднаш од мене за поканата и за убавите. некој од вкусите глупи вицови на кои што никој не сме да се насме. Одиме за крај во камера 2. Може на Кумановски? Може на Кумановски? Да. Во камера 2. 2 му е. Добро. Камера 2. Вели вака, на Кумановски вицот на кој ние се утепавме од смење пред една вечера. Суштински никој не сме да се. И вели мажот на жената. Краво една, што си купила 2 пара ципеле? Коњу глуп крава има 4 ноги. Победник, крај. Ја затвараме емисија. Пишам нашиот омилен. Добро. Супер, не се смеев. Не, никако. Малку. Одиме натаму ние со отворената попладневна програма на телевизија Нова наречена информација точна и навремена. Ја гледаме повторно Викторија Лоба со одличната тема Херој, хит на неделата. така одлично звучи Викторија Лоба. Колку повеќе ја слушам како хит на неделата, се повеќе ми се допаѓа незината Херој. Денеска, веќе знаете сите, почнуваат великденските празнувања. Денешниот ден е Велики четврток, а што тоа точно значи, ќе слушнеме во прилогот кој што следува.
Со вечерната богослужба на Велика среда завршуваат великоиспостните богослуженија, а продолжуваат посебни богослужби со друг состав и особено значење. До Велика среда во текстовите има поттик за плач на луѓето заради својата грешност, а од денеска, Велики четврток, започнува поинаков плач на верниците, плач од гледката на ужасните страдања, мачења и распнување на Христа. На Велики четврток се одбележуваат настаните што се случиле пред да тргне Спасителот на доброволните страданија. Во овој ден си спомнуваме за тајната вечера и се што се случувало тогаш, подготовката, миењето на нозете на апостолите, поуката на смирението и братолюбието, посочување на предавникот и излегувањето на Јуда од вечерата, востановување на светата Евхаристија, најава за Петровото одрекување, прошталната беседа на Христа со 11 апостоли и излегувањето од Ерусалим кон Елеононската гора во Гестиманската градина. Велики четврток е денот на тајната вечера. На овој ден се повикуваат верниците на причест, затоа што на Велики четврток е воспоставена светата причест на тајната вечера. Тоа е празникот на причеста. Тогаш од рацете на Господа директно ја примиле причеста светите апостоли и во тој спомен е овој ден на причеста. На Велики четврток, на крајот од литургијата, се извршува чинот архиерејско миење на нозете на 12 свештеници, кои ги представуваат 12 апостоли на тајната вечера. За тоа време се читаат текстовите од Евангелијата, кои говорат за тоа како Христос им ги измил нозете на апостолите, почнувајќи од Јуда за да не рече дека го запоставил, па затоа го предал и завршувајќи со Петар, кој се пофалил дека и сите што ќе се одречат од него, тој нема да го направи, а уште ноќта 3 пати се одрекол од Христа. На Велики четврток се прави и општо масло освестување, кое е различно од светата тајна елеовештение, а елеосвештението се извршува над болни луѓе за да оздрават. Освен присутните во храмот за време на општото масло освестување, со него се помачкуваат верниците низ целата година, а по манастирите на Велики четврток ги помачкуваат со него и зидовите од монашките кели. Тоа се прави за зачувување на здравјето, духовно и телесно, и во знак на покајанието. На трпезата е разрешено масло и вино. Постот на Велики четврток се облажува и според правилото се допушта да се јаде сготвено со масло и се пие вино до 3 чаши во денот. Традиционалниот пост пак во народот задржал постање строг пост и во овој ден, што не е забрането, но не е задолжително, бидејќи може да се јаде со зејти. Црковното предание на нашата стара традиција уредиле на Велики четврток, рано наутро, пред изгрејсонце да се вапцуваат првите великденски јајца. Поред хронологијата на Христовите настани забележани во Евангелието, се знае дека на Велики четврток Господ Исус Христос на тајната вечера ја востановил светата тајна причест, земајќи ги за основа лебот и црвеното вино, кои се претвораат во Христовото тело и крв. Оваа света тајна Евхаристија е дадена за спасение на луѓето, а во основа има Христовата крв. Затоа црвената боја, символизирајќи ја Христовата крв, од светата причесна ги украсува и великденските јајца. Како што бојадисаните црвени јајца од Велики четврток се јасна најава за блискоста до Великден, така и тогаш на Велики четврток на тајната вечера Христос јасно најавил и кажал дека наскоро ќе биде предаден, ќе пострада и ќе воскресне. Според светото предание се смета дека Марија Магдалена, една од жените миросници, прва го започнала овој обичај за великденските црвени јајца. Се вели дека Марија Магдалена наскоро по Христовото вознесение, Спасовден, го напуштила Ерусалим и тргнала по светот да го приповеда Евангелието. Во Рим таа побарала да појде и кај римскиот император Тивери, со цел да му раскаже на царот за Господа Исуса Христа. На средбата таа на царот најнапред му подарила едно црвено јајце и го поздравила со зборовите: Христос воскресе. Потоа му раскажала за се што ги учел Христос, за неговите добри дела и чуда што ги правил на луѓето. Следејќи го нејзиниот пример, првите христијани започнале да си подаруваат црвени јајца на празникот Великден и притоа да се поздравуваат: Христос воскресе, навистина воскресе. Убаво беше уште еднаш да се слушне што всушност се случува на овој Велики четврток, што всушност денеска прославуваме или празнуваме сите ние кои што сме од христијанска православна вероисповест. И сега одиме натаму со отворената попладневна програма на телевизија Нова, следуваат информациите од областа на културата. Еве само колку за најава. Друштвото на писателите на Македонија распиша конкурс за доделување на наградата Даница Ручигај за најдобра поетска книга. Тоа е еден од настаните. Во Кумановскиот центар за култура Трајко Прокопиев вечерва ќе биде отворена изложба на дела од академскиот уметник Новица Трајковски и таа е насловена како ако не убава е Македонија. А пак во Македонската филхармонија вечерва ќе се одржи концерт насловен Шпанија во срцето. Еве ова се само дел од настаните, еве што се друго ќе има или ќе се случува во нашата убава Македонија овој ден и деновите кои што следуваат.
Телевизијата на Македонија распиша конкурс за доделување на наградата Даница Ручигај за најдобра поетска книга од членка на Македонската писателска асоциација. Во конкуренција за наградата ќе влезат стихозбирки објавени од мај минатата до крајот на април годинава. Книгите што ќе конкурираат за ова признание во ДПМ треба да бидат доставени до 5 мај оваа година. Наградата Даница Ручигај се состои од плакета и таа ќе биде врачена на посебна свеченост во Друштвото на писателите на Македонија во текот на јуни. Доделувањето на ова признание е дел од активностите на клубот на писателките членки на ДПМ, што го носи името на познатата македонска поетеса Даница Ручигај. Во Кумановскиот центар за култура Трајко Прокопиев вечерва ќе биде отворена изложба на 20 дела од академскиот уметник Новица Трајковски, насловена Убава е Македонија. Ова е трета изложба на Трајковски пред кумановската публика, а вечерва ќе бидат изложени дела инспирирани од пејсажите во Македонија. Изложбата е поддржана од Министерството за култура, а во Куманово ќе биде поставена наредните 2 недели. Македонската филхармонија вечерва ќе одржи концерт насловен Шпанија во срцето, на кој солист ќе биде македонскиот виолинист Ѓорги Димчевски, кој во моментов е концерт мајстор на Националниот оркестар на Шпанија. Диригент на концертот ќе биде Рикардо Касеро, музички директор на оркестарот Рейно де Арагон во Шпанија. На програмата се симфониска рапсодија Шпанија од Емануел Шабрие, интродукција и рондо капричиозо од Камил Сен-Санс, цигански напеви, опера 20 од Пабло Сарасете и грандиозната симфонија број 1 во Д-дур од Густав Малер. Филхармонијата соопшти дека на концертот Шпанија во срцето како концерт мајстор ќе се представи Благоја Димчевски, професор на конзерваториумот во Тулуз, кај кого учеле голем број македонски и светски виолинисти. Во изложбениот салон Империјал 2 во Киц вечерва ќе биде отворена изложбата на скулптури од Наеми Сени, што ќе трае до 17 април. Исени, кој е роден 1966 година во село Ваксинце, Куманово, досега одржувал самостојни изложби во Домот на културата во Куманово во 1992 и во 2002 година, како и во Арт клуб Алтернатив во Скопје и Албанолошкиот институт во Приштина во 2002 година. Од 1989 до 2018 година учествувал и на повеќе групни изложби во Македонија, Косово, Албанија, Канада и Италија. Од 2005 година е член на Асоциацијата на скулптори на Британска Колумбија во Ванкувер, а добитник е и на повеќе награди за скулптура. И така лека полека дојдовме и до крајот на ова издание на отворената попладневна програма на телевизија Нова, наречена информација, точна и навремена. Знаете како, мислики што да ви кажам за крај, нели пред да се поздравим и да ви го честитам празникот, си помислив на едно нешто. Веројатно е многу убаво кога освен што треба да седиш исправено 40 на минути да внимаваш нели на своето однесување тука, е многу убаво кога токму ти си избраниот кој во името на сите оние луѓе кои што сме тука заедно во режијата и го создаваме ова како дело наречено информација точно и навремена за сите вас, да ви го направиме веројатно денот поубав, да бидете подобро информирани, и јас сум избраната која што ќе ви го честитам големиот христијански празник. Денеска е Велики четврток, утре е Велики петок, па Велика сабота, како ни кажа и нашиот отец Милан Ѓурџевиќ. Бидете спокојни, имајте убави празници, одморете се, собирате батерии, што би рекол некој од нашите професионални и лични тренери, нели, за професионален и личен развој. Бидете најдобрата верзија на себе. И што друго? Христос воскресна, навистина воскресна, она што треба сите да си го кажеме во недела. До тогаш довидување, односно повторно се гледаме дури во вторник со нови сили, во нови победи, како велат, и ви кажувам отворено, искрено дека тоа ќе бидат нови теми кои што ќе бидат актуелни, кои што ќе бидат тука за да ви информираат, но во исто време и да бидеме некакви коректори на општеството, затоа што веројатно медиумите се најдобрата можност, најдобрата алатка да го менуваме се она што не ни се допаѓа. Уште еднаш убави празници, па повторно се гледаме точно во 14 часот во вторник. Довидување до тогаш.